Значи, колку како бизнис сте подготвени да одвоите за да се подобри стандардот на работниците, сигурно имате некакви анализи правени, колку може да порасне минималната, а со тоа и сите останати плати? Значи вака, има сектори во Македонија кои без проблем може да ја покачат минималната плата. Тоа се попропозивните дејности со повисока додадена вредност и јас препорачувам веднаш гранските синдикати и гранските здруженија при организација на работодавачи во тие дејности да пристапат кон измена на колективни договори и да предвидат повисоки минимални плати. Тоа е најдобриот начин. Проблем е кај секторите кои во овој момент имаат, ево, синдикатот предлага 600 евра, кои имаат просечна плата испод 600 евра, дури и испод 500 евра. Значи, во тој случај, ако биде 500 или 600 евра минимална плата, ќе треба сите работници од првиот до последниот да земаат минимална плата. А тоа не се мал број сектори. Рибарство и аквакултура 29.100, производство на облека 34.000 работници 30.421, производство на кожа 29.571, дури производство на прехранбени производи има 36.900. Земјоделство, шумарство и рибарство има 35.400. Дејности на подготовка на оброци и служење храна е 31.800. Овие дејности ќе имаат проблеми. Нема да имаат проблеми банките, осигурителните, телекомите и така натаму, оние или да речеме Мак Петрол или богатите компании. И затоа и препораката на Меѓународна конвенција за трудот е кога се разговара за минимална плата, треба да се имат во предвид состојбите во најниско платените гранки, а не ние да ги вадиме профитите да речеме од банките и да речеме гледате стопанството е супер, зошто не ги качат платата, имаат пари.